Како помина 2017 година на економски план и што може да очекуваме од следната 2018 година? Токму на оваа тема анализираме со професорот Томениновски. Професоре, бевме сведоци дека 2017 година беше мощна тешка година што се однесува на економски план. Ете, како може да се подигне стандардот следната година и како граѓаните да се заштитат од најавениот бран на поскапување? Вистина, 2017 година, која веќе деновиве изминува, би можеле да ја карактеризираме како исклучително тешка во целина на општествено економското и политичкото случување во Република Македонија. Познати се настаните кои се случува во оваа година. Би рекол дека политиката во своите аспекти, онака како што се општо познати, доминираше. Властите го посветија најголемиот дел од своето внимание на политичките настани и оние подготовки за некои идни настани. А во меѓувреме економијата како да беше малце подзаборавена, заради што и не се случи одредени надолни движења во економските случувања, што секако се манифестира во повеќе аспекти. Мислам, како целина, малце беше непријатно, да речеме, отсуството на странските инвестиции, кои што некои замина, а некои многу скромно се најавија дека ќе дојдат во земјава, веројатно заради некои сигнали кои што тие ги добиваат заради случувањата во земјата и оно што би се случувало во иднина. Градежништвото ни запре, тоа беше можеби најсилниот индикатор и фактор кој што всушност предизвика да бруто домашниот производ се движи со забавена динамика во текот на 2017 година, за да еве сега веројатно ќе добиеме некој податок дека за целината на 2017 нашиот бруто домашен производ ќе се движи некаде од околу 0,0 до 0,3, што практично е година без економски растеж, ако споредиме во однос на претходната 2016 година. И со таква основа сега влегуваме во следната 2018 година, каде што нормално е да се очекува некаков оптимизам за подобрување на состојбите, за подобрување на животниот стандард, како што рековте, за зголемување на бруто домашниот производ и за другите индикатори кои што ја чинат целината на економијата. Меѓутоа, би рекол дека тука би требало бидеме предпазливи и јас би одел со голема доза на скептицизам во остварувањето на оптимистичките сценарија за оваа година, затоа што имаме една специфика на многу изразени ризици со кои што целината на економијата ќе се соочува во оваа година. Веќе на стартот нормално и кај населението тоа се создава едно непријатно чувство. Ќе имаме некој зголемување на цените на одредени производи, посебно на оние производи каде што како влезен трошок е цената на нафтата, која што веќе од 1 јануари ќе се зголеми за 3,54 денари по 1 литар, заради зголемената акциза која што беше најавена и со закон веќе потврдена, и тоа ќе се реализира во цената на горивата кои ги трошиме за возење во автомобилите, за производство на одредени радоградинарски производи и некои други производи кои што во својот производствен процес ја трошат нафтата како гориво. Последователно може да има и некои секундарни зголемувања на цените заради овој фактор. Иако генерално беше најавено изголемување на некои регулирани цени, водата да речеме како еден производ кој што го чини животниот стандард, исто така ќе цената на водата исто така се очекува да се зголеми. И се заедно тоа нормално создава еден ризик во однос на тоа што се планира да се оствари во следната година и дали ќе се оствари во следната година, посебно од аспекта на остварување на стапката на растеж на бруто домашниот производ и со самото тоа и пополека изголемување на општествениот производ на земјата во таа година, во следната година. Се планира дека бруто домашниот производ ќе се зголеми за 3,2% во 2018 година, што со оглед на сите оние случувања кои што ги имавме во претходниот период, би можел да кажам дека е солидно конструирана, проектирана стапка на растеж за следната година. Меѓутоа, имам тука две некои резерви. Едната резерва ми е во однос на големината на основицата на која што се пресметува стапката на растеж во следната година. Ако го погледате буџетот веќе на Република Македонија во неговото образложение, ќе најдете податок дека за 2017 година се планирала стапка на пораст на бруто домашниот производ од 1,6%, што значи за толку би се била процената зголемена и релативната и апсолутната вредност на бруто домашниот производ. И на таа основица се пресметува пораст на економијата за 3,2%, а ние тој пораст од 1,6 ќе го немаме, што значи основицата ќе ни биде депресирана и од тука веќе се поставува прашањето на изводливоста на
стапката нарастеше 3,2. Со оглед на пониската основица, јас би рекол дека треба да се направи ревизија, дури можеби во повисока стапка, затоа што тоа има директен одраз врз големината на буџетот. Какво ќе биде остварувањето на бруто домашниот производ, создавањето на нови вредности, така ќе биде и создавањето на даночни и други приходи од кои што е полни буџетот и од кои ќе се реализираат предвидените расходи. Ако тука во тие проекции се промаши, БДП ако не се остварува во таква големина и ако почнат приливите да се остваруваат во помала мера од она што се планира, нешто треба да се прави. А би се правело, да речеме, на страната на приходите во смисла да се зголемат евентуално некои давачки на економските субјекти, што сигурно не е популарно, или пак како крајен ефект, како крајно решение да владата го зголеми буџетскиот дефицит и да посегне по позајмување на пари, на средства од домашни и од странски инвеститори и на тој начин да се зголемува бројката или апсолутниот износ на јавниот долг на Република Македонија. Значи, тоа се некои ограничувачки фактори кои што треба да имаме во предвид. Професоре, споменавте странски инвестиции. Неколку странски компании периодов се откажа од инвестирање во земјава. Дали можеме да забележиме едно отсуство на инвестирање на странски компании периодов? Вака во средината на годината, кога дојде до смена на власта, на некој начин како да странските инвеститори беа ставени на страна, затоа што веќе тоа новата влада почна во јуни, во јули да прави анализа на тоа како се реализира странските инвестиции во претходниот период, колкави беа бенефициите што тие ги добиваа. Најава беше дека нешто ќе се ревидира во тој план, особено со најавата дека ќе се зголемуваат некои даноци од типот на данок на добивка, персонален данок на доход, ПВ за акцизата, и тие почнаа веројатно да се пресметуваат себе си. Дали деловната клима во која што действуваат тие во минатите години ќе се задржи или ќе се промени, и ако се промени, ако е во позитивна насока, во нивниот аспект би било позитивно и за нас. Меѓутоа, ако нивната перцепција била негативна од аспект на примената на тие нови изменети услови на действување, тогаш тие би се повлекле и прашање дали понатаму и во кој период би се вратиле. Така да некои одлучија да се заминат и замина, нови за жал многу малку дојда. Сега сме пред предизвикот да направиме услови за нивно враќање назад. Тука има повторно еден ограничувачки фактор, би го спомнал, во однос на странските инвеститори, а тоа е паѓањето на рейтингот на Република Македонија, што беше соопштено од овие меѓународни организации во претходни денови. Знаете, тоа малце непријатно действува за секој економски субјект, што се случува или што би можело да се случува ако има пат на рейтингот за 28 позиционирани места. Тоа значи дека деловната клима во голема мера се нарушила во однос на претходниот период и сега тие си го поставуваат прашањето на исплатливоста тие да влезат во македонската економија и за да може да го прошират својот бизнис. И сега, од друга страна, морам генерално да кажам, значи, имаме едно силно очекување всушност како најголем ризик со кој што економијата всушност во 2018 година ќе се соочи, тоа е неизвестноста. Нам ни престојат големи политички промени, реформи кои се најавуваат веќе дека ќе се случуваат во текот на првото полугодие од 2018 година, а тие не се знае точно во која динамика ќе се остваруваат, какви ќе бидат ефектите, последиците, трајноста, ефектуираност и така натаму. И вие како економски субјект се помалце се стегате душата дали вреди да тргнам во акција или да се воздржам од акција. И мислам дека таа неизвестноста морам да потенцирам е исклучително значаен фактор за економијата. И кога има таква една неизвестност, прашањето е колкава е нивната сигурност на инвестирање и тие можеби во голема мера ќе се воздржуваат од нови активности, од нови воздржувања, што значи дека и тука имаме ризик на кој што треба да се обрне внимание, ако сакаме веќе да ги оствариме големините за кои што веќе сме се изјаснили дека ги проектираме за 2018 година. Па баш во таа насока и власта вети еден исти третман и за странските и за домашните компании. Дали тоа би значило дека домашните фирми би се охрабриле да влезат во едно инвестирање?
Pa целта на таа, да речем, тристолбна програма која што ја презентира владата уште пред неколку месеци, а овие дена и некои детали беа соопштени од представници на владата, е тоа да се стави равноправен третман, што може да се оцени, се разбира позитивно, да и домашните и странските инвеститори имат еднаков третман во поглед на добивање на некаква помош од владата, субвенционирана помош, меѓутоа и од аспект на вкупните услови на действување во земјата. Тоа е значи позитивен овај аспект, меѓутоа тука повторно уште еден ризик имам кога за мерките кои што ги најави владата зборуваме. Јас деталите не ги знам, не сум ги прочитал деталите, овие дена ќе имаме можност да ги провериме и тие детали, како ќе се реализират. Меѓутоа ме загрижува фактот што мерките ќе стапат во сила од кога законски ќе бидат усвоени, што е коректно, меѓутоа нивното применување ќе биде од кога ќе се усвојат ревидираните завршни сметки на фирмите, затоа што само со завршени, со ревидирани завршни сметки, некој ќе може да се пријави, да аплицира, да добие некаква помош од страна на владата. Сега, ревизијата на сметките ќе се врши некаде во март или почетокот на април, што значи дека евентуалната помош која што би ја добиле фирмите како поттик за нивно раскрилување би било некаде почетокот на можеби на мај, а додека пак тие се ефектуираат тие мерки па добијат соодветна вредност уште неколку летни месеци ќе поминат, што значи дека првите ефекти, позначени ефекти ќе се почувствуваат некаде во почетокот на есента. Ево тој е периодот што мене ме загрижува во смисла на еден како да го речам период на одложено дејство или тајм лек, што може би евентуално да има и некои негативни влијанија врз остварувањето на големината на стапката на бруто домашниот производ. Народната банка смета дека токму следната година, всушност нејзините прогнози се дека следната година ќе биде една од најслабите години што се однесува токму до економскиот раст, бидејќи те сведоци сме дека кредитирањето забави, а имаме и недостаток на инвестиции. Што би било она што би ја придвижило македонската економија напред веќе следната година? Констатацијата на Народна банка е коректна, затоа што таа ги изанализирала сите случувања во 2017 година и навремено нас јавноста не информираше за тоа каква е нивната оценка и проценка за реализирањето на економските индикатори и незината проценка всушност се покаже како најточна во поглед на остварувањето на растежот на бруто домашниот производ, со тоа што Народна банка потенцира еден факт како еден од позначајните, всушност два факта како позначени за запирање на растежот на економијата, а тоа беше забавеното темпо на странски директни инвестиции и во еден период едно чудно замрување, запирање на градежништвото, на градежните активности, посебно на оние три делници на автопатишта. А морам да кажам тоа што во економистите сите го знаат дека градежништвото е локомотива на економијата затоа што влечи 25-6 индустријски гранки зад себе како вагони. И кога тоа не действуваше така како локомотива која ги влечи тие вагони, соодветно дејство негативно имаше врз индустријското производство, кое за 11 месеци практично има само пораст од 0,5%, иначе речиси ништо. И тоа е главната пречка за остварување на планираната големина на бруто домашниот производ во 2017. Меѓутоа, од друга страна, таа констатација е на некој начин и предскажување каде треба властите да се насочат во престојниот период. Колку јас знам, Народна банка инсистира на тоа да се продолжи со примена на моделот на странски директни инвестиции, онај модел кој што го применува и се уште го применуваат земјите од централно источна Европа, Полска, Чешка, Словакија, Унгарија, да ние продолжиме со привлекување на странски инвестиции заради тоа што бенефитот, користа која што нив имаме е повеќе слојна, повеќе кратна и тоа Народна банка во своите извештаи, анализи, интервјуи, информации многу практично ефектно го соопштува. Значи тој е едниот модел кој што би сакале да го задржиме. Од друга страна имаме мерки кои што владата ги постави на 3 столба, кои што исто така може да дадат ефекти за подобрување на економската слика на Македонија, а тоа е поттикот на малите и средните предпријатија, силен импулс на извозот и поттикнување подржување на странските директни инвестиции. За нив веќе говоревме за овие трите столба на владината програма, прашањето е кога ќе почнат да се ефектуират. Колку побрзо, толку подобро. Какви ќе бидат ефектите, не може човек да каже сега. Значи времето ќе покаже и ние тоа ќе го анализираме, Боже здравје, некаде во средината на есента, кога првите ефекти од тие мерки би се почувствувале, а и да видиме како ќе се разреши најголемиот проблем со кој што ние како држава ќе се сочиме, неизвестноста. Ето да се осврнеме малку и на буџетот.
Власта скрои најобемен буџет досега, а сведоци сме дека и задолжувањата не запираат. Но всушност моето прашање е дали има простор за нови долгови овде? Вака задолжувањата на прв поглед делуваат загрижувачки, кога се слушна цифрата од 850 некаде милиони евра, ако не се лажам, од кои 500 или беа на домашниот пазар, а 300 на странскиот пазар или обратно. Мене ме загрижи податокот што го чув од министерот за финансии пред некој ден, дека задолжувањето на нето основа, значи новото екстра задолжување од која ќе ги помириме врските кои што мораме да ги вратиме во текот на 2018 година, тоа е неспорно. Меѓутоа нето новото задолжување за да се финансира буџетскиот дефицит би изнесувало околу 30 милиарди денари или преведено во евра, тоа е 480 милиони евра. Тоа е ново задолжување и ако ние во растежот на бруто домашниот производ не оствариме соодветна стапка која ќе ни даде покритие на таквото ново задолжување, би можеле да кажеме дека одиме со забрзано темпо кон дополнително зголемување на јавниот долг. Иако и теоријата и практиката велат дека максимално задолжување, али задолжување за продуктивни цели на една земја може да достигне некаде максимално 60% од бруто домашниот производ. Ние во моментот сме некаде околу 52-3%. Не велам дека треба да го искористиме максималниот простор, туку да се обидиме стапката на заложување да ја намалиме, а ако веќе се заложуваме, однапред да се знае, тие пари се земаат за финансирање на одредени продуктивни цели, то со име и презиме, и да се дава отчет за тие потрошени пари. Иначе, ако се покрива само буџетскиот дефицит, во кој што има се и се што, тогаш може да има голема количина или износ од тие пари, кои што ќе се искористат за нерационални, за непродуктивни цели. Професора, за крајете, да сумираме. Дали можат граѓаните да бидат спокојни за македонската економија веќе од следната година? Тоа е многу симптоматично и чудно прашање како да одговори човек дека ќе можеме да бидеме сигурни во услови на несигурност, која што веќе неколку пати ја кажа во текот на овај разговор. Не знаеме точно како ќе завршат оние политички настани кои што се многу исклучително битни за македонската држава во целина, во тие рамки за македонската економија. Можеме да кажеме дека ако се ефектуират мерките со побрзо темпо, почнувајќи уште на стартот на годината, дека ќе можеме да обезбедиме некакво позитивно ефектуирање на тие мерки во целината на економијата, подигање на животниот стандард и така натаму. Меѓутоа, ако се задоцни нивното реализирање кое веќе го спомнавме, тогаш може да се случи да имаме одреден застој во растежот на БДП, преку тој и растежот на животниот стандард. Одредено подобрување, заборавивме веројатно тоа да го спомниме, на животниот стандард на одредена категорија на луѓе во Македонија дојде како резултат на зголемувањето на така наречената минимална плата, која што за 2 месеци како се исплаќа предизвика да се зголеми просекот на исплатената плата, некаде околу 300 и колку беа 80 евра. Меѓутоа тоа ќе трае до септември. Прашањето што потоа, ако таа мерка престане во тој период, тоаш сомнежот ќе биде максимално изразен во поглед на стандардот на населението. И тоа посебно таа најзагрозена категорија на луѓе. Престои нова година и јас како економист посакувам оптимистичките сценарија за развој на економијата максимално да се реализираат, а заедно со тоа да посакаме среќна успешна година на сите граѓани на Република Македонија и за граѓаните од христијанска вероисповест. Честит Божик!